Во општина Кавалаци има 516 активни случаи на заболени од COVID-19, а во моментот има 48 пациенти хоспитализирани во ЈЗО општа болница со проширена дејност Кавалаци. На состанокот се донесува следниве заклучоци. Под 1. Се упатува апел до граѓаните на општина Кавалаци да бидат максимално одговорни кон почитувањето на мерките од владата на Република Северна Македонија, посебно кон одржување на дистанца, носење на заштитна опрема и намалување на контактите. По 2. Се апелира до граѓаните на општина Кавалаци, доколку почувствуваат некои од симптомите на COVID-19, навремено да се јават хематични лекари со цел да се направи навремена изолација и да се намалат последиците по нивното здравје. По 3. Се задолжуваат угостителските објекти да воверат менаџери на влез и излез при угостителски објекти во насока на спречување на ширење на вирусот со однос на нивните капацитети. По 4. Се препорачува на Државниот пазарен инспекторат да врши зачестени контроли во угостителски објекти, а истите да се задолжат да ги почитуваат сите мерки кои ги има донесено владата на Република Северна Македонија, а кои се однесуваат на држање на дистанца и почитување на ограничувањето на работното време. И под 5. Се препорачува на Министерството за внатрешни работи, Полиска станица Кавалаци да врши зачестени патроли по јавните институции, како банки, маркети и јавни површини со цел на одржување на дистанцата на нашите граѓани. Воедно сакам да истакнам и да додадам дека ситуацијата во општина Кавалаци е крајно алармантна. Пикот кој што го имаме во моментот е на едно највисоко ниво во делот на позитивни од COVID-19. Вирусот се шири многу брзо. Доколку продолжиме со ваква тенденција на позитивни од COVID-19, ќе се соочиме со сериозни проблеми во делот на хоспитализирање на луѓето во делот на нашата општа болница. Вкупниот капацитет на болницата и од кадрови причини, меѓутоа и од материјални средства кои што располагаме е 60 легла, во моментот 48 се исполнети. Сакам да потенцирам да кажам тука дека некаде на средина на јануари имавме само 12 хоспитализирани пациенти. Тоа траеше 2-3 недели, сега во моментот имаме пик на зголемување до 48 хоспитализирани пациенти, што е едно многу високо ниво и ќе се соочиме со проблем да доколку продолжи овој пик да се зголемува или да држи ваква граница, да нашите пациенти и нашите сограѓани немаме капацитет и можност да ги сместиме во нашата болница. Во делот на тестирањето, сакам да го кажам дека имаме голем број тестови, неограничени, не речем, така да секој еден што почувствува симптоми да се јави кај хематичен лекар без разлика на сето друго, за да може да се направи соодветно тестирање и да може да навремено биде изолиран од аспект на заштита од COVID-19. Одговорноста останува на граѓаните, одговорноста останува на сите чинители на општеството, на сите јавни институции, поготово на угостителските објекти, меѓутоа и на оние приватни забави и поготово тинејџерите кои што знам дека сакаат да прават дружби и нормално, меѓутоа мораат да бидат сега воздржани, барем во овој период да го поминеме. Доколку успееме во наредните 2 недели да бидеме подисциплинирани, да одржиме дистанца, да го поминеме овој пик, мислам дека ќе биде во многу подобар правец, а во меѓувреме ќе стигне и имунизацијата со вакцини, така да ќе го поминеме подобро.